Поаѓајќи од фактот дека годинашниот традиционален турнир е хуманитарен и ние како екипа Златна рака решивме наградата од прво место освоена за ветерани да ја донираме на ЈЗ Општа болница Прилеп. Но кој оделение не знам се уште, важно знам дека ќе биде донирана на ЈЗ Општа болница Прилеп. Како може да се рече, конкуренцијата беше силна, но сепак морам да назначам и дека и минатата година бевме први, така и оваа година, значи го одбранивме насловот и се надевам дека и понатаму ќе се организираат вакви турнири кои ќе бидат од ваков карактер, хуманитарен и дека ќе има се помасовно и помасовно учество. Јас сум Јордан Чонаумовски од екипата на Мите Транс и сум прогласен за најдобар стрелец на овој турнир. Овој турнир, како што гледате, е еден од најдобрите во Македонија. Сакам да пофалам добрата организација и исто така да им го честитам првото место на екипата на Марфил и второто и третото место. Како најдобар играч на овој турнир доаѓам од екипата на Марфил, екипа од Куманово со спонзорство од Прилеп. Ова е прекрасен турнир кој учествуваме 5 години поред. Атмосферата е прекрасна од почеток до крај, публиката, од организациониот одбор, судиите, се е на едно врно ниво. Со голема чест учествуваме на овој турнир и се надеваме дека ќе дојдеме и наредна година повторно тука, на Свети Никола. Значи, најпрвен поздрав и честитки до шампионот на овој турнир, поздрав до организаторите, прекрасен турнир, добро организиран од страна на општина Прилеп, секоја чест, секоја година е се половар и половар. Се надеваме дека и наредна година исто така ќе продолжи да се организира турниров. Дојдовме до самиот крај, но сепак мора турнирот да има победник. Ние денеска изгубивме, несреќен гол примивме на крајот од надпреварот, мислевме дека ќе стасеме до пенал рулетот, кај што можевме да победиме, но сепак тоа е тоа, мора да има победник. Оваа година турнирот мислам дека беше најдобро организиран, беше навистина чест да се игра, имаше вистина фудбалска динамика, најдобриот победи, мислам, но сепак сите екипи го даваја својот максимум, играја, се надпреваруваја и мислам дека целиот турнир заврши во спортски дух и тоа е, значи фудбалот секогаш оваа година и салата беше навистина преполна и мислам дека ова треба да продолжи и да се негува. Спортот секогаш треба да ги зближува сите млади и стари, сите заедно да бидиме и да се радуваме на спортистите.